Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството, глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели на емисијата Поента. Добродојдовте во уште едно дружење со мене и со информациите што ги подготвив исклучиво за оваа емисија и секако за вас, драги слушатели на Радио Слободна Македонија. И денешната емисија ќе ја посветам на главно 3 теми кои се меѓусебно поврзани, кои имаат меѓусебна допирна точка. Првата тема која што би сакала да ја отворам на самиот почеток од емисијата е поврзана со работата на специјалното јавно обвинителство, која што работа секако заслужува внимание, бидејќи несомнено многу ја бранува македонската политичка, но и експертска јавност, а е поврзано со прашањето што се случува во овој специјален или посебен државен орган и дали таму работите се одвиваат нормално и во согласност со законите, или можеби се работи за други насоки на движење на ова обвинителство, кои што излегуваат надвор од законските рамки. За специјалното јавно обвинителство имам надолго и на широко зборувано во една од претходните емисии Поента. Впрочем, уште од самиот почеток, практично пред да се оформи овој државен орган, кога и тогаш и сега велам дека ова обвинителство е спротивно на Уставот на Република Македонија, така како што е поставено во јавно-обвинителскиот систем, и дека законот кој што го воведе ова обвинителство е исто така спротивен на Уставот. Во една прилика реков дека законот за јавното обвинителство за гонење на кривични дела, поврзани кои произлегуваат од содржината на незаконското следење на комуникациите, така е долгиот наслов на законот, а популарно наречен законот за специјално јавно обвинителство. Не само што е врв на правниот аматеризам и правната површност, туку за неговото донесување, како што реков, не постои уставна основа, како нормален прв чекор во постапката на донесување на закони. Во повеќе наврати имам констатирано дека законот е во целина во директна спротивност со член 106 став 1 од Уставот на Република Македонија, во директна спротивност со амандманот 30 и ставовите 1, 2, 3, 5 и 7, односно член 106 од Уставот на Република Македонија, како и со член 51 став 1 од Уставот на земјава. Да подсетиме само што уредува член 106 став 1 од Уставот на Република Македонија. Во него на јасен и недвосмислен начин јавното обвинителство се поставува како единствен и како самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривични дела или на казниви дела и на други со закон утврдени казниви дела и врши и други работи утврдени со закон. Значи, Уставот на Република Македонија го дефинира јавното обвинителство пред се како единствен државен орган кој ги гони сторителите на казнивите дела. Секако, во неколку наврати ја имам отворено дилемата што може да се постави во однос на овој дел од уставната дефиниција, а тоа е што значи терминот единствен орган во уставно-правна смисла. Дали единственоста треба да се свати преку ексклузивноста на органот да ги гони сторителите на кривичните дела, посебно во однос на делата кои ги гони по службена должност, или единственоста треба да се свати преку принципот на централизам, како организацијски принцип врз кој се темели функционирањето на јавното обвинителство во Република Македонија, а кој што треба да се разгледува во контекст на постојните принципи на хиерархија и на субординација во јавното обвинителство. Секако дека во разрешувањето на дилемата многу ќе ни помогне фактот дека положбата на јавниот обвинител во кривичната постапка
не се исцрпува само и единствено со вршењето на функцијата кривично гонење. За оние што се подетално информирани и подетално навлезани во кривичното и казненото право и казнената постапка, знаат дека јавното обвинителство и неговата функција и неговата сфера на интерес и на постапување е далеку поширока од единствено вршење на функцијата гонење. Имено како заинтересиран орган за утврдување на вистината и за донесување на законита одлука, јавниот обвинител има секако право, но и обврска да преземе бројни процесни действија во корист на обвинетиот кои не влегуваат во функцијата гонење. Оттука функцијата на јавното обвинителство не се сведува само на гонење на сторителите на кривични дела и на улогата на застапник на јавниот поредок и на правниот систем на земјата, туку и на функцијата на остварување на единствена примена на законите и посебно и многу битно заштита на уставноста и на законитоста. Се има чувство дека новото јавно обвинителство или специјалното јавно обвинителство ја заборава оваа своја пошироко дефинирана позиција и функција во системот и се усредоточува единствено и само на функцијата кривично гонење. Заборава дека јавното обвинителство има и право и обврска да преземе уште низа други процесни действија во корист на обвинетиот, како што кажав, но исто така јавното обвинителство има сериозна задача да настапува како во улога на застапник на јавниот поредок, значи да го брани јавниот поредок и посебно да го заштитува правниот систем на земјата, што значи и тој самиот да ги почитува законите, подзаконските акти, но и пред се и над се уставот на Република Македонија. И дека и специјалното јавно обвинителство, како и сите останати јавни обвинителства во државата, имаат функција, имаат обврска да остваруваат функцијата единствена примена на законите и секако функцијата на бранител или заштитник на уставноста и на законитоста. Ова посебно го нагласувам заради тоа што се чувствува дека во работата на специјалното јавно обвинителство како да се занемаруваат останатите функции кои што се од исклучително значење за целосното, праведното, правичното, но и законитото постапување на јавното обвинителство на специјалното јавно обвинителство во Република Македонија. Токму затоа сметам дека онаа уставна одредба која што е поврзана со тоа дека во Република Македонија јавното обвинителство е единствен државен орган кој што е задолжен да ги гони сторителите на казнивите дела, ја утврдува и го поставува принципот на централизам во јавното обвинителство, што значи дека и покрај тоа што постојат повеќе видови јавни обвинителства во Република Македонија, нели основни вишо и јавно обвинителство на Република Македонија, кои имаат своја различна организација и своји различни надлежности, сепак сите тие се третираат како единствен орган согласно Уставот, на чие што чело стои јавниот обвинител на Република Македонија, на кому што сите други јавни обвинители му се подредени. И сега каде е во приказната специјалното јавно обвинителство, кое што е изолирано од овој единствен систем на организирање на јавни обвинителства, на кој што не може да му се надреди јавниот обвинител на Република Македонија, како што впрочем тоа се случува во централизираниот систем на јавно обвинителство во Република Македонија, и каде што специјалното јавно обвинителство буквално делува изолирано и не фирма никого, посебно гледаме во
последниве неколку дена ниту Советот на јавни обвинители, кој што како орган е единствен надлежен да ја следи работата на специјалното јавно обвинителство и при тоа да изрекува и соодветни санкции доколку специјалното јавно обвинителство излезе надвор од својата надлежност, односно доколку не работи во согласност со законите и со прописите од оваа област. И покрај овие правно издржани факти, како што кажав, се работи за противуставна категорија која што е толерирана во системот заради договорот од Пржино и заради презамените политички обврски од страна на 4 политички партии помогнати под покровителство на меѓународната заедница. Значи, специјалното јавно обвинителство е толерирано противуставно обвинителство. Она што е поинтересно во цела оваа приказна е дека ова обвинителство не само што ги занемарува сите оние функции кои што веќе ги напоменав, дека не е надлежно само да ги води да го отвора кривичното гонење и да го завршува тој процес, туку има и други функции и надлежности кои што му се утврдени согласно закон. Меѓутоа, ова обвинителство го тресат бројни правни нелогичности, барем во досегашната работа, но и неколку правно неиздржани активности. Работата на специјалното јавно обвинителство постојано е во фокусот на граѓанското внимание, како што кажав, но и на експертското внимание. Откако специјалната јавна обвинителка одлучи, наместо како и секој друг сериозен, одговорен државен орган, да комуницира преку портпарол или да комуницира преку официјална веб страница за комуникација со јавноста, како секаде во светот па и во Република Македонија. Ова обвинителка, специјална јавна обвинителка, одлучи да комуницира со јавноста преку незината Facebook страница. Замислите, ни повеќе ни помалку. Што до сега јас го третирам како невидена институционална практика во нашиот систем, но и пошироко. Работата на специјалното јавно обвинителство се најде на удар на експертските критики, откако специјалната јавна обвинителка обелодени дека примопредавањето на незаконски стекнатите материјали од страна на лидерот на СДСМ го извршила согласно одредбите содржани во Уредбата за канцелариско и архивско работење на владата, а не согласно законот по кој таа е должна да постапува како јавен обвинител, а тоа е законот за кривичната постапка. Замислите, примопредавање на незаконски стекнати материјали, без разлика од која страна доаѓаат, дали од јавно обвинителство или од било каде, се примопредадени согласно одредбите на Уредбата за канцелариско и архивско работење на владата, а не согласно законот за кривичната постапка, кој што е процесен закон, кој што е системски закон и кој што е клучен закон за постапување на јавното обвинителство, па во таа смисла и на специјалното јавно обвинителство. Ваквото грубо изигрување и заобиколување на законот и негова замена со подзаконски пропис, бидејќи уредбата е подзаконски пропис и е понизок правен акт од законот за кривичната постапка, секако дека повлекува законска основа за поведување постапка за одговорност на сите што се инволвирани во овој случај на така наречено примопредавање на незаконски стекнати материјали до специјалното јавно обвинителство. Непочитувањето на законот за кривичната постапка, како и повикувањето да се почитува понискиот наместо повисокиот правен акт, што е спротивно на правната хиерархија на акти во Република Македонија, каде што се знае дека уставот е на врвот на правната хиерархија, па следат законите, па следат подзаконските прописи, меѓу кои влегува и уредбата за канцелариско и архивско работење. Значи, непочитувањето на оваа правна хиерархија на актите, но и непочитувањето на законот за кривичната постапка, каде што јасно и недвосмислено
се утврдува начинот на кој што се примопредаваат материјалите во меѓу органите нормално во таа процесна постапка. Е досега невиден правен преседан во работењето на државните органи во Република Македонија, а посебно невиден правен преседан во работењето на јавното обвинителство, кој по моје длабоко убедување ќе мора во својата завршница да резултира и со утврдување на соодветна кривична одговорност согласно член 353В од Казнениот законник на Република Македонија, а тоа е несовесно работење во службата. Специјалното јавно обвинителство исто така го тресе уште една афера која што е поврзана со поднесената кривична пријава против тројца обвинети од тимот на Јанева, кои што се теретат дека сториле казниво дело малтретирање во вршење на служба согласно член 143 од Казнениот законник на Република Македонија, како и кривична пријава која што е поднесена против вработен во полиција заради незаконско влијание врз сведоци. Како што неофицијално се дознава од медиумите, подносителот на пријавите бил изложен на сериозни закани, уцени и малтретирања од страна на лицата што се представиле дека се јавни обвинители во специјалното јавно обвинителство. Интересно во целава оваа состојба е што од специјалното обвинителство се демантираат ваквите незаконски постапувања и наместо да дадат поконкретно објаснување за целиот овој случај, кој што несомнено е случај затоа што не само што излезе во медиумите, туку и се поднесени кривични пријави до јавното обвинителство, за што имаме потврда од страна на јавното обвинителство. Специјалното обвинителство сега е фокусирано на закани со тужби за клевета против сите оние медиуми кои објавуваат информации за работењето на обвинителите, кои што се дел од овој државен орган, иако е факт дека нивната работа е директно поврзана со законската обврска која што ја имаат во рамките на обвинителството, но и пред граѓаните, да постапуваат објективно, транспарентно, одговорно и секако во насока на заштита на јавниот интерес, заштита на јавниот поредок, а како што кажав и заштита на уставноста и законитоста, а не во интерес или во насока на заштита на одредени лични интереси. И денеска, на 2 февруари, дознаваме дека има поднесено уште нови кривични пријави, или по-конкретно има поднесено нова кривична пријава за малтретирање против двајца обвинители од тимот на Јанева, заради, како што се вели во дописот од порталот Денешен, упатени закани на вработенот МВР од страна на овие лица. Овој пат кривичната пријава е поднесена од вработен во Министерството за внатрешни работи, како што објави порталот Денешен, и според пријавата обвинителите во тимот на Јанева го терале ова лице под силна закана да даде лажен исказ, односно лажна изјава која што нормално не е негова, туку требало да биде дадена под принуда. Му се заканували и го малтретирале, како што се вели во дописот од порталот Денешен, цело време во време трајање на испрашувањето, при што на тоа лице не му било дозволено да има адвокат со него, што е уште една дополнителна отежнителна околност, но и уште едно прекршување на уставно загарантираните права на секој граѓанин, каде што се вели дека секој има право да се брани со бранител. Овде ќе направиме мала пауза за реклами, останете со емисијата Поента. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Да, се враќаме во студиото, остануваме уште малку на темата специјално јавно обвинителство, како што денеска не информираат медиумите нормално.
кривичната пријава која што е поднесена против обвинителите од тимот на Јанева е всушност одвработен во МВР, кој што во кривичната пријава навел дека со изречените уцени, но и со директните закани и психичкото малтретирање му се повредени неговите уставни загарантирани човекови слободи и права. И како што се дознава од порталот Денешен, обвинителите кога разговарале со вработениот во МВР, барале да им посочи со кого тој соработувал и притоа му вршеле силен притисок и го заплашувале, што секако е спротивно на член 143 од Казнениот законник на Република Македонија, каде што децидно стои дека тој што во вршење на служба малтретира друг или го застрашува, го навредува или воопшто кон него постапува на начин со кој се понижува човековото достоинство и човековата личност, ќе се казни со затвор од 1 до 5 години. И ова не е прв, а веројатно ниту последен скандал кој што е поврзан со работењето на тимот на Јанева. Имено пред неколку дена беше обелоденето дека токму вработен во МВР, против кого е поднесена кривична пријава поради незаконско влијание на сведоци, на сведокот му нудал подкуп од 100.000 евра, кои наводно требало да му бидат исплатени од еден од првите луѓе на СДСМ. Ваквите обиди за подкуп и влијание врз сведоци, според изворите од истрагата, се документирани и подкрепени со докази, а се очекува и надлежното јавно обвинителство, она кое што е согласно Уставот на Република Македонија, набрзо да го земе предметот во постапка. Во контекст на се ова што го изнесовме околу работата на специјалното јавно обвинителство, е секако и мојата констатација за потребата од една, јас ја нарекувам, пролетна детоксикација на системот, како нужност за општеството, но и за македонската држава. Навистина е време, драги мои, за една целосна општествена и државна детоксикација, затоа што во услови кога буквално секоја пора од општественото живење се чувствува или ја чувствуваме како контаминирана зона од која не може да се избега, оваа логика дека е време да почне пролетната детоксикација на општествениот и на државниот систем е повеќе од добродојдена. Знаете, во природата пролета секогаш е подготвена да донесе промени на поубаво и на поквалитетно, па оттаму пролета е вистинското време да се исполнат и сите предуслови и да се заокружи започнатата македонска длабинска системска детоксикација. Насобраните отрови и киселини во системот веќе не можат да издржат да бидат внатре. Имаат нужна потреба да се исфрлат од системот како негативна и како штетна појава, токму во средината на пролета, односно на закажаните предвремени парламентарни избори. Оваа пролет, после цела година политички превирања и заткулисни игри, за кои што бевме сведоци, цела година на политички и меѓународни кодошења и монтирање на разноразни случаи, Република Македонија ќе ја дочека вистински подготвена за промени. По минатогодишната хаотична и валкана пролет, кога сите бевме во состојба на шок и неверување дека тоа и нам може да ни се случи, и после цела година помината во размотување на ова политичко клопче и едновремено вадење и ставање на валканиот веш на опозицијата на жица, оваа година дефинитивно ни следи пролет на внатрешно државно и општествено прочистување. Секако кулминацијата на тоа прочистување е закажана да се случи на 24 април. Тогаш силата на народниот вулкан ќе ја почувствуваат сите домашни, но и надворешни субјекти. Неговата огромна еруптивна моќ на површина ќе ги исфрли, но и ќе ги согори сите наталожени отрови и злоба во системот. Изборите на 24 април ќе имаат за цел комплетна детоксикација, но и деконтаминација на системот од целиот насобран смрад во застоените и мувлостани невладини урмани. Изборите на 24 април ќе ги отворат преполните со реа, визби и подрумчиња, ќе
ќе ги isfрлат на дневна светлина разноразните глодари нивните верни другарчиња, за да ја видат силата на пролета, за да го почувствуваат мирисот на националниот успех и за никогаш повеќе да не им текне да се ситат со народната волја и со вистината на народниот глас. Никогаш повеќе да не се осудат да се пазарат со државата и со незините национални и традиционални вредности. Правиме мала кратка пауза со една музичка numera и повторно се враќаме во студиото. Да остануваме на тема политичка криза во Република Македонија, секако нестрпливо чекајќи го излезот од политичката криза во пролетното прочистување, Република Македонија многу веројатно ќе се соочи со уште еден многу важен политички момент, односно пролета се надевам ќе ги натера членовите на СДСМ поинтензивно да размислуваат во насока на проветрување на раководните партиски фотели, кои веќе со многу силен интензитет мирисаат на сторен криминал. Пролета ќе го потикне и процесот на тоа постизборно ветрење на канцелариите на Павел Шатев. Ако има барем малку останат ум во партијата, знам дека има, затоа што таму има многу добри и квалитетни кадри, нема да биде за изненадување тој процес на прочистување да се случи како блицкриг, односно брзо потезно, предизборно, како контрареакција на заканите на нивниот сегашен лидер дека СДСМ нема да излезе на избори ако тие се случат на 24 април. Интересно е како ги извртува сите факти лидерот на СДСМ, како троstraната партиска волја заедно со волјата на големото мнозинство граѓани во земјата на која се надодава и волјата на меѓународната заедница, која е на линија изборите да бидат одржани на 24 април, а само лидерот на СДСМ тоа му изгледа како едностран чин или како едностран процес. Навистина, кога бараме одговор на ова прашање зошто е тоа така, дефинитивно одговорот не можеме да го најдеме во никој друг, и како што и проблемот не можеме да го најдеме во никој друг освен во него самиот. Кога договореното од Пржино, тој го цени како еднострана волја и кога неговите халуцинации се веќе несомнено посилни од реалноста, тогаш тука народот навистина не може да помогне. Во такви околности народот мора да бара итен спас од безпаќето во кое што е однесен. А спасот е секако директно поврзан со враќањето на државата во една нормална линија на движење, враќање на енергијата во растечката економија, но и враќање на политиката во здраворазумните принципи и во здраворазумните луѓе. Спасот е секако во волјата на големото мнозинство граѓани кои многу добро знаат што ни се случува, како се нарекува дијагнозата на системот која што во моментот ја имаме и едноставно која е курата на оваа дијагностицирана болест. Интересно е, денеска имам изјава од лидерот на СДСМ дека се согласиле со методологијата за прочистување на избирачкиот список. Ние одамна знаеме дека избирачкиот список не е проблем кој што го тангира СДСМ. Оној проблем кој што е единствен и можеби главен и клучен во моментот е како СДСМ да ги заузда медиумите во земјата по своја мерка и по свој вкус, бидејќи тоа е нивна дамнешна најголема лична и партиска болка, но и дамнешна и најголема лична и партиска желба. Како да им помогнеме во тој процес на зауздување на медиумите, не знам. Меѓутоа, можеби ќе пробам да им помогнам преку соопштување на вистината. А вистината е дека сите медиуми, без разлика кои се и какви се, сите уредници, сите новинари и луѓе кои што учествуваат во креирањето на медиумската сфера и кои што се вклучени во медиумската сфера, не се роба за купување на пазар, уште помалку се кукли на навивање на партиски тајмер, не се амеби што можат да се обликуваат според партиската волја на СДСМ. Едноставно тоа се луѓе, професионалци, кои одговорно
транспарентно и со совест и со доблест си ја вршат работата која што им е зададена. Размислувањата во насока дека со инсталирање на класичен северно-корејски закон и медиумски систем кој што ќе биде протуркан со закани и на брзина како класична предизборна политичка уцена, СДСМ ќе ќари некој политички и рейтиншки пресврт, се гледа дека не одат во добра насока, односно дека уште еднаш оваквите размислувања ја прават оваа партија уште погубитничка од она што е. Од темата СДСМ сакам да се префрлам на една исто така актуелна и многу интересна тема, која што е врзана со изборите, претседателските избори во Соединетите Американски држави. Како што ви е познато, во тек се примарните избори за претседател на Соединетите Американски држави, што се одржуваат во федералните држави на САД. Интересно е што процесот на номинирање кандидати за претседателските избори во САД не е дел, како што е вообичаено во сите држави во светот, не е дел од Уставот на Америка, туку е создаден со текот на времето како резултат на практиката, односно делувањето на самите политички партии. Затоа мислам дека е интересно да се осврнеме на прашањето на американските избори и секако она што се случува во моментот во Соединетите Американски држави. Пред да преминам на примарните или прелиминарни избори во 2016 година, би сакала на граѓаните да им ја предочам самата процедура која што е поврзана со изборот на американскиот претседател, а која што честопат или не е доволно разбрана од страна на јавноста или едноставно не е добро објаснета од страна на оние кои што се должни тоа да го направат до јавноста. Во некои американски држави се одржуваат само тие така наречени примарни избори пред да се случат главните избори за претседател на САД. Во други држави се одржуваат само така наречени партиски кокуси, а во трети имаме комбинација на овие два модела, односно и на организирање на примарни избори и на организирање на партиски кокуси. Примарните избори и партиските кокуси се одржуваат генерално помеѓу јануари и месец јуни, пред да се случат оние општите претседателски избори во ноември. Значи, она што се случи во неделата или во понеделникот по американско време во Соединетите Американски држави, конкретно во Ајова, фактички се случи организирање на партиски кокуси на демократите и на републиканците. За разлика од кокусите кои секогаш ги водат самите политички партии, тие се организирани како настани од страна на политичките партии, а примарните избори се водат од државните и од локалните власти. И интересно е што кокусите што се одржаа во Ајова се всушност вид на приватни настани, организирани од политичките партии, кои директно се водени, раководени, организирани, но и спроведени од страна на самите партии. Значи, тука не учествуваат представници на државните и на локалните власти. Државните примарни избори, како и кокусите, најчесто се познати или се нарекуваат како индиректни избори, бидејќи наместо гласачите директно да го изберат кандидатот за претседател на САД од редот на политичките партии, тие всушност утврдуваат колку делегати од секоја партија ќе бидат избрани на партиската национална конвенција од секоја конкретна држава. И нормално овие делегати потоа го избираат и нивниот партиски претседателски кандидат кој влегува во финалната трка за избор на претседател. Секоја партија има своји делегати кои доаѓаат од секоја од 50 држави во така наречениот изборен колегиум или изборен коледж, но покрај овие делегати кои се избираат во текот на примарните избори или од страна на кокусите, државни делегации од двете конвенции на Демократската и на Републиканската партија исто така ги вклучуваат и
оние така наречени специјални делегати, кои вообичаено доаѓаат од постојните или од поранешните избрани партиски канцеларии или од редот на поранешните партиски лидери, кои можат да гласаат слободно, без никаква поврзаност, би рекла, како партиска обврска да се гласа за својот кандидат, туку тие може да гласат за оној кандидат што сметаат дека треба да го гласаат. Интересно е што овој систем на председателски примарни избори и кокуси е доста контраверзан по својата природа и многу често е критикуван и од страна на самите американци, но и од страна на експертите кои што доаѓаат од европскиот, но и од азискиот континент. Најголемата негова предност е дека кандидатите може да ги концентрираат своите ресурси во секоја област од некоја конкретна федерална држава, наместо да водат големи, огромни кампањи во секоја држава, односно во сите области и региони на државата. И иако вкупните резултати на крајот не ги представуваат целосно интересите на американскиот електорат, сепак интересно е што, например, гласачите од Ајова, како што тоа се случи предвадена, или Нью Хемшир, и некои други помали држави кои традиционално ги држат првите примарни извори, ги организираат првите партиски кокуси, имаат силно влијание врз на тамошната трка за председателските кандидати, додека, например, гласачите во поголемите држави, во Калифорнија и други, кои традиционално ги држат примарните избори и партиските кокуси, например, во јуни, генерално тие немаат никакво значење, бидејќи трката за председател до тогаш речи се завршена, односно веќе се е познато на тој план. Кратка пауза за реклами и се враќаме со последните 10 минути од емисијата. Останете со нас. Остануваме на темата американски председателски избори. Како што е познато, двете доминантни партии, демократската и републиканската, секогаш официјално ги номинираат своите кандидати за председател на САД на своите национални партиски конвенции. Секоја од партиските конвенции е составена од соодветен број на делегати кои што се избрани во согласно со статутот на партијата, и двете партии имаат два типа на делегати, обични и така наречени супер делегати, за кои што веќе зборував. Во зависност од законот на конкретната федерална држава, но и од статутарните одредби на партијата, кога гласачите го даваат својот глас за кандидат во председателскиот кокус или на примарните избори, тие всушност им даваат моќ на партиските делегати да гласаат за конкретниот партиски кандидат во државата или на националната партиска конвенција, односно тие го изразуваат мислењето дека партијата во државата не е врзана да ги следи избраните делегати од националната конвенција, значи може да избере и други. Во последните председателски избори на Америка, номинираните делегати беа познати пред да се случат партиските конвенции. Меѓутоа, последен пат кога големата партиска номинација не беше јасна до последен момент пред да се случи партиската конвенција, беше во 1976 година, кога председателот Форд многу тесно успеа да го победи Роналд Реган. И од тогаш па до сега се променија, условно кажам, правилата, така што сега веќе номинираните делегати се знаат многу понапред пред да се случат партиските конвенции. Додека во најголем број од државите, како што кажав, се одржуваат примарни избори, исто така и во голем број на американски федеративни единици се држат и партиските кокуси. И всушност, која е целта на постоењето на овие примарни избори и партиски кокуси? Наместо да граѓаните додат на гласачки места, гласачите учествуваат на тие приватни локални партиски настани, кои што се водени од страна на политичките партии, и таму го прават својот избор. Предноста на кокусите е во тоа што државната партија, односно партијата која го води процесот, директно го насочува наместо тоа да го прават државните и локалните власти, но недостатокот на ваквиот систем е во тоа што најголемиот дел од изборните закони во федералните единици не можат да реферираат на примена на кокусите, односно во изборните закони не се познати самите кокуси како партиски настани. Инаку, речиси, сите држави имаат задолжителни примарни избори, како и некои задолжителни принципи. Посебно е интересен принципот победникот добива се.
во кој што сите државни делегати се обврзани да гласаат за испартиски кандидат, па на тој начин фактички се наметнуваат и кандидатурите во рамките на самата конвенција. А согласно пропорционалниот принцип, државната делегација учествува во онаа пропорција или во оној процент што кандидатите го освоиле како народен глас, односно како народна волја. Во многу од овие држави кои имаат така наречено пропорционално гласање на примарните избори, кандидатот мора да освои одреден процент од народните гласови што се даваат преку делегатите. Например, во Ајова, интересно е што има и еден дополнителен чекор во процесот на незадолжителните примарни избори или кокуси, каде што самите гласачи ги избираат делегатите на областните конвенции и овие областни конвенции потоа ги избираат делегатите на државните конвенции и така натаму. Во многу држави само гласачите што се регистрираат преку партијата може да гласаат на примарните партиски избори, познати како затворени примарни избори. Во други пак држави се практикуваат така наречени полузатворени примарни избори, на кои гласачите што не се партиски приврзаници, односно се независни, може да одберат на кои партиски примарни избори ќе гласаат. И постои еден трет систем на така наречени отворени примарни избори, каде што секој гласач може да гласа на кој било партиски примарни избори. Во сите од овие три системи, гласачот може да учествува само на еден тип на примарни избори, односно гласачот може да даде глас за кандидат кој е партиски номиниран од демократите или од републиканците. И едните и другите ги менуваат правилата за избор на делегати меѓу два председателски изборни циклуса, вклучително и оние правила како се избираат делегатите на секоја држава во Националната конвенција. Согласно постојните правила на Демократската партија, делегатите се избираат врз основа на пропорционално представување, кое бара кандидатот да има освоено минимум 15% од државните гласови на граѓаните за да може да добие делегати. Демократската партија може да одбие одреден кандидат да учествува во процесот на избор со своји внатрешни партиски правила. Исто така секоја држава објавува план за избор на делегати, со кој се утврдуваат механизмите за пребројување на бројот на делегатите кои доаѓаат по конгресна област, како и гласовите се пренесуваат од локалните конвенции на државните и националните конвенции. Интересно е што и Републиканската партија функционира согласно правилата донесени во 2008, односно 2012 година, каде што исто така се применува методот на победникот добива се. Што се случува сега на изборите 2016, односно конкретно во Ајова? Интересно е што конзервативниот сенатор од Тексас, познат под името Тед Круз, кој што практично беше засенет од Доналд Трамп, му приреди големо изненадување на милионерот Доналд Трамп на гласањето во Ајова, бидејќи освои поголем број гласови на примарните избори во оваа држава од фаворизираниот милионер Доналд Трамп. Исто така интересно беше меѓупартиската трка кај демократите, каде што од вкупно 93% на државните примарни избори во Ајова, поранешната државна секретарка Хилари Клинтон води со 50,1% од гласовите наспрема 49,3% од гласовите на незиниот конкурент Сандерс. Блиската трка меѓу Клинтон и Сандрес ја отвори можноста да се внесат дополнителни делегати од одредени области. Ретка можност, ама не е невозможна како процедура, во ситуација кога треба да се одлучи за еден председателски кандидат од редот на Демократската партија. Интересен е крајот на резултатите од гласањето во кокусите на Ајова, каде што кај републиканците од вкупно пресмеданите 99,94% од гласовите за гласање во републиканските кокуси, Тед Круз освои 27,7%, а Доналд Трамп 24,3% и Марко Рубио, третиот кандидат од републиканците, 23,1%.
Значи, Тед Круз води со првото гласање во Ајова со неполни 4% пред Доналд Трамп. Кај демократите од вкупно 99,94% од изброените гласови, Хилари Клинтон освоила 49,9%, а Берни Сандерс 49,5%. Значи, исклучително би рекла блиска трка, нерешена трка, додека третиот кандидат кај демократите Мартин Омели има освоено само 0,6% од гласовите, така што тој буквално излегува од претседателската трка. Интересно е што во големата сала на Ајова, каде што се одржа и церемонијата која што беше поврзана со пребројувањето на гласовите кај републиканците, Тед Круз пред медиумите и пред јавноста кажа дека на Америка е потребно ново лидерство. Секако него испушти да го спомне Бог. Господе, благослови големата држава Ајова, рече Тед Круз на крајот. Големиот народ на Ајова прозборе, и она што е интересно е што Тед Круз фактички ги повика сите граѓани, сите слободумни граѓани на Америка, како што кажа, да новиот председател на Соединетите Американски држави да не биде избиран од медиумите, ниту да биде избиран од вашингтонските канцеларии, а уште помалку од американските лобисти. Како што кажа, председателот ќе биде избран од големата моќ на народот, каде што лежи целиот суверенитет, односно од нас, народот, од американскиот народ. На крајот Тед Круз заклучи: храбрите конзервативци рекоа да, ние можеме и да победиме. Од друга страна, атмосферата во кокусот на Трамп беше мешавина на лутина, но и на конфузија, што навистина му се случи на претседателскиот кандидат на познатиот Доналд Трамп. Во краткиот говор Трамп само рече дека ќе победи во наредната држава, односно во Њу Хемшир, каде што тој има 32 поена повеќе на гласачките места од неговиот противник Тед Круз. И Трамп на крај не пропушти да каже: Ајова, те сакаме, ти си многу посебна, а можеби ќе се вратам повторно да си купам тука фарма. Инаку кампањата на бизнисменот Трамп беше карактеризирана како кампања која што беше полна со контраверзни политички предлози, како што беше на пример она со трајната забрана за влез во Соединените Американски држави на странските муслимани во земјата. Еве, ми сугерираат од режијата дека морам да ја одјавам емисијата. На крајот имаме толку време колку што да ги кажам законските обврски, дека емисијата Поента се емитува во Трговското радио дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Професор доктор Тања Каракамишева Јовановска и денеска, како и сите претходни емисии, е уредник и водител на емисијата Поента. Денеска е 2 февруари 2016 година. Имајте убав ден и секако уште поубава недела. Поздрав и до слушање до наредниот вторник во истото време од 17 до 18 часот. Пријатно. Поента со професор доктор Тања Каракамишева. Емисија за новите вредности во правото, политиката и општеството. Глобално и локално, емисија за новите трендови во современото живење. Вторник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.